Oče moj, oprati Sinot svoj da ne spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, som nas beše Bog i ostana me pomiri, so tebe ne osveti, nema smrt, nema veke krvi. Tvoja slava, za Tvoja čest da bide, Gospode, sekoj zbor da bide za ohrabruvanje na Makedonija. Za Tvoja slava, za Tvoja čest, u imето на Исус, амен. Може сега. Моето име е Любчо Атанасов, јас сум роден 1950 година во Битола, живеев во Битола 20 години до 1970 година. 1970 година отидов за Австралија заради соромаштво овде во Македонија, израстен бев без татко, 3 деца. И брат ми отиде прво за Австралија 1966, а јас сум минус 1970. По религија сум јас, како што се рачунам, бев православен, а сега, кога стигнав во Австралија, ме понуди една жена, хрватка, ме праша од која религија си. Јас му велам, јас сум православен. Вели, дали си на новороден? Му велам, не знам што е на новороден. Вели, секој што ќе го повика на името на Исус, ќе биде спасен, вели таа. Во името, во Римјаните 10 глава, вели 19 стих, вели, исповедај со устата, Исус умре за тебе и прими го во твоето срце, ќе биде спасен. Тоа го направиш тоа 1995 година, пред 22 години. После година време Исус ми се појави и ми даде заповед да одам во Македонија да го проповедам Евангелието. Во тој момент јас бев многу болен од секакви зарази во телото, крвта заразена, сите органи ми бија скапани и се дојдов во Македонија 2006 да се проповеда Евангелието со други пастори и евангелизатори. Имаше големо пробудување во центарот на Македонија, во Велес 3 дена и во Куманово 3 дена. Кога се вратив од Македонија назад во Австралија, докторов специјалист ме провери, крвта ми беше потпуно чиста и сите органи обновени. Тоа е моето сведочанство дека мојот Господ што го послушав ме исцели. Не само мене може да ми исцели, може секој што е верувал во него и го послушува Господ Исус Христос ќе биде исцелен. Имам јас 3 деца, жената ми е австралка од Австралија, имам 3 деца возрастни, 2 машки и 1 женско. И имаме заедно 8 внучиња. Тие се од 7 години до 18 години. Сите се верни, крштени во вода и крстени во Свети Дух. Секој од нас го славиме и го прославуваме Господ секој ден и испратен сум јас во Македонија да го прославиме, да го храбриме Македонија и да има повторно озбудување на македонскиот народ за слава на Господ. Во името на Исус. Амин. Мојата должност и што Господ ми ја даде заповед да бидам јас како евангелизатор. Мојот дар е евангелизатор. Доаѓам веќе овде 20 години во Македонија да евангелизирам, не само во црква да проповедам слово, него по улици, да го кажувам словото на Господ, да се молам за болни, да имам исто дар, Господ ми дал за исцелување. Кога ќе положиме рака на болни, тие моментално Господ ги исцелува. Не сум јас исцелен, него Господ исцелите Исус Христос со неговата крв, со неговите рани, тие се исцелени. Во тој момент, некои случаи имаме, симптомите се појавуваат повторно, али тоа не е од Господ. Симптомите кога ќе се појават, тоа е од ѓаволот. Во името на Исус,
се заповедуваме да гаволот нема никакво право да ја стави никаква болест во тоа тело што кое е болно. Та болното тело автоматски во тој момент се исцелува со молитвата во името на Исус, со раните Исус, со крвта на Исус, тие се исцелени. Мојата должност е да го бидам послушен на Господ, да се мола за болни, да исцелувам нечисти духови во името на Исус, за Негова слава, за Негова чест. Тоа е мојата мисија во Македонија. Кога стигнав во Австралија, аз живеев во Сиднеј, прво 17 години, мојот живот помина во Сиднеј, потоа Господ ни покажа знаци дека да се преместиме во Бризбан. Во Бризбан се уклучив, кога го примив јас Господ Исус Христос како мој спасител 1994, како што рекол 95-та, и во тој момент почнав да го служам со Господ со Пентакосталска црква, тоа се вика Божја црква. И во тој момент Господ ме употреби за да евангелизирам од првиот ден кога го примив Господ, да евангелизираме со цел тим и да се полни, да се гради Божјото царство, Божјата црква. Во тој момент Господ ми даде друга задача да продолжам низ цела Австралија да го проповедам евангелие во секакви деноминации. Дали Пентекосталска, дали Евангелска црква и Божја црква, во сите цркви. Исто во славенски цркви ме употребува, во македонски цркви низ Сиднеј и Мелбурн и Вулонгон и на други места низ Австралија. Многу благодарен сум на Господ дека тоа е дар од Господ, евангелизатор и исцелител, но и јас исцелител, Господ исцелител, да го дар исцелител, што ми го даде за Негова слава, за Негова чест. Во името на Исус. Амин. Јас кога доаѓам во Македонија, доаѓам скоро секоја втора година во Македонија. Зошто кажувам дека доаѓам? Доаѓам и се проповедам евангелие со секакви деноминации. Господ ми даде, ми отвори врата да се работувам со Конгрешанска црква, со Евангелска црква, со Пентакосталска. Господ ме испрати пред 20 години овде да го послужам Господ Него и да помогнам на македонскиот народ по црквите во Македонија кои се духовно наново родени. Духовно народни се значи тоа што веруваат во Светиот Дух, што веруваат во чудата Божји. Тие се Конгрешанска црква низ Македонија, Пентакосталска црква низ Македонија, Евангелска црква низ Македонија и Божја црква низ Македонија. Во секоја година сега се надевам да доаѓам не секоја втора да го проповедам евангелието за да има поново пробудување во Македонија за слава на Господ. Во името на Исус. Амин. Кога доаѓа до исцелување, зборуваме тука за Божјата сила, се појавува преку мене или преку друг верен. Тоа значи, положуваме, како што Словото вели, положи на болните рака, ќе биде исцелен болниот. Или нечисти дух да излези од болниот, и с нечистиот дух му заповедаме во името на Исус Христос да исчезне. На ваков начин се молиме, положуваме рака на главата во името на Исус, со раните на Исус, со крвта на Исус, ти заповедам секаква болест да исчезне во името на Исус. А таков се молиме. Кога има нечисти дух во телото на оваа особа, се молиме, ви заповедам во името на Исус да бегаш во името на Исус. Сега немаш право во ова тело. Немаш право, излези во овој момент, ти заповедам. И тоа е Господ што го барга нечистиот дух, тоа е Господ Исус Христос со неговите рани и со неговата крв што исцелува. Не сум јас, него светиот наш Господ Исус Христос. За негова слава. Амин. Моето сведочанство како Бог мене ме исцели. Јас пред 20 години имав зараза што не се очистува од крвта. Таа зараза, доктор ми рече, за 4 години мртов си. Сите органи ми скапуваа во телото. Немаше излез, немаше никакви медицини билки за таа зараза што ја има во телото. Кога јас имам вера, потпуно 100% во Господ, дека тој е мој исцелител, нема доктор да ми помогне, нема никој друг, само Господ може, јас бев послушен на неговиот повик. Кога мене Исус Христос ми се појави со ангели пред 15 години од левата страна и десната страна, јас бев послушен на неговиот повик.
вели, оди во Македонија, проповедај го Евангелието. Кога дојдов во Македонија и го проповедав Евангелието, јас во тоа време бев многу болен, а никој не знаеше, само Господ знаеше. И кога се вратив, после пробудување 2006 година во Македонија имаше големо пробудување на христијанството. Тука кога се вратив од Македонија во Австралија, отидов на специјалист да се проверам како се осеќав. Се осеќав добро кога се вратив. Доктор зема крв, ја проверва крвта чиста. Ме снимат сите органи нови. И кажам, гледате ли што Господ мој може да направи? Вие не можете да ме излечите, али Тој може. Слава Господе! И тие доктори преповеруваа, го примија Господ и дојдеа до покаяние, до ден денес се наново родени христијани како што сум јас и со голема вера, за слава на Господ. Ние како црква во Драчево често пати летно време повеќе така ни доаѓаат гости од Европа, од Америка, од Австралија, од многу места ни доаѓаат и ние сме благодарни што можеме да имаме контакти со наши браќа кои што се надвор од Македонија и често пати се гости и во Драчево. Тоа ни носи и благослов кога ни доаѓаат да не посетат и да не го пренесат Словото Божјо. И меѓу тие, на 2 години така, по-често се јавува брат Љуби од Австралија, доаѓа и престојува тука во Драчево, Свети Николе, Пеширово, местата каде што ние имаме мисиски станици. И благодарни сме му за оно што ќе ни го пренесе тука и ние сме тие што треба да размислуваме, да проверуваме, нели, што проповеда, како проповеда, дали тоа од Бога или бидејќи и самото Свето Писмо ни кажува дека Исус Христос вели дека многу луѓе ќе дојдат во Негово име, нели, да внимаваме, да проверуваме, да испитуваме, зашто можеме да бидеме и жртви на такви мисионери кои што шетат денеска по целиот свет. Се молам во името Твое за Македонија да биде потпуно ослободена од тие робство, сиромаштија, за Твоја слава, за Твоја чест. Да има пробудување во Македонија, Господе, за сите да бидат спасени. Секој еден да биде со Тебе во славата Твоја, во царството Твое. Ние сме должни, јас сум должен, како што ми даде и други овде што се во Македонија, да го проповедаме Евангелието на македонскиот народ, да секој еден да дојде кој што ќе поверува во името на Исус, секој еден што ќе исповеда со устото името на Исус, се покае од неговите гробови и вери Твоето слово ќе биде спасен. Во книгата на Римјаните 10 глава 13 стих ти велиш, Господе, секој што ќе го повика моето име ќе биде спасен. Се молам за секој еден да го повика името Твое, Господе, да биде спасен. За Твоја слава Македонија да биде слободна во дух и сила Твоја, за слава Твоја, во името на Исус се молам. Амин. Јас би сакал, брат, да се замолам за Твоите очи, за ти повеќе наочари да не носиш. Со силата Божја, со името на Исус, со крвта на Исус, со раните на Исус, ти денес Твоите очи ќе биде исцелени, потпуно нови. Би сакал да ги извадиш наочарите и јас ќе се молам за тебе. Господи Исусе, во името Твое се молиме со Твоите рани, со Твојата крв, овие очи се обнови ги, Господе, потпуно. Исцеление бараме во Твоето име. За слава Твоја, за Твоја чест, Господе, потпуно исцеление во името на Исус. Амин. Јас сум Тони, имам 2 сина, живееме во Долно Лисиче. Ја Господ Исус Христос го запознав пред 20 години. Иначе идев во православна црква, моите деца се крстени во православна црква, како мали. Но ја како мал, 7-8 години кога имав, запознав еден човек на пазар од Драчево, иначе јас сум од Долно Лисиче.
Тоа е на 4 км далеко од Рачево Лисиче и еден човек запознав во Рачево, ја 7-8 години имав, тој се викаше, може, пасторот таде. Тоа е овој човек што го запознав пред ја 8 години го имам, сега сум 43 години. И он почна нас да ни кажува за Господ, за Исус Христос. Но ја дете како дете и му верував нешто не, поише не верував, но он почна да не носи во град, во центар, во една црква, прв пат, и едни-две девојчиња малеци, исто моја возраст бева, не пајќеше вака за раце и во автобус ке не качи, едни жетончери имаше малецки тогаш, пушташе во автобусот. И идевме тогаш во црква ми како деца. Но после некој време ја пораснав голем, више тинеџер биднав, почнав да шетам натака навака и викам, Господ го заборев, не ми требаше више Господ. Но се оженив после тоа и со жената отидовме за еден Великден во православната црква и 12 сата му околу црквата кружат и го шетат Исус во православната црква. Но така одејќи бие како адетите што ги прават и слушам таму од луѓето и вика, еве ги циганите, вика, дојдова во црква, вика, место да идат во џамија, они дојдат во православна црква. И така дојде во моето тело, во мојата душа една голема навреда. И тогаш Господ ми преизборе, Тони, ти едно време идеше во една црква во Драчево, иди побарај си ја црквата да видиш дали уште постои. И ја се вратив тука во Драчево, пак кај пасторот, го најдов и од тогаш ја поверував, пошто во оваа црква наша, тука нема љубомора, нема делење на нации, црни, бели, жути према раса, тука сме сите исти према Господ. И така до една љубов добив тука и поверував и се крштевав и мојата сопруга и моите деца. Чека моето постаро дете Мартин, има сега завршено и теолошки факултет, кој што проповеда во Свети Николе, Драчево. Откако мојот син почна да учи теолошки факултет во Белград, но пред тоа да ви кажам, ѓаволот беше не нападнал многу и ја бев слаб уште во верата, но пасторот Тале, благодарение на Господ, преку пасторот не охрабруваше и не даваше толку лесно да пропаднеме и да го изгубиме спасението. Секогаш не беше подкрепа наша, не охрабруваше и Бог преку него многу ни помагаше. Ние бевме една и сиромашка фамилија, но фала му на Бога, кога се запознавме, Бог не благослови, Бог почна да работи во нашиот живот, со благослов, жена ми се вработи. И сега моментално, фала му на Бога, добри сме сите, му служиме на Господ, па се запознавме после пред 4-5 години со брат Љубе. Он беше со Стивен Рајдер во Велес, Да. кој се запознав. Пред 11 години. Пред 11 години тоа беше со Стивен Рајдер. И од тогаш почнавме така со него, почнав почесто да доаѓа во Македонија. Исто така, имаше луѓе кои што ни се исмејувава, и тоа мои роднини. Мојата жена имаше тумор на глава и бевме на доктор. Докторот каже дека има тумор на глава, но еден ден удрачело во црквата, дојдова едни наши браќа
од Америка, не знам како се викаше тој пастор, ама тој едниот пастор Пламен од Бугарија беше исто дојден, пошто ние пред ова бевме на школување во Бугарија, на семинари, и он дојде на гости кај нас во Драчево црквата. И ни кажа кој сака да се молиме да се молат за нас. И ја го замоли, викам, пасторе, дали може за мојата жена да се молите тука? Кога му кажав што е работата, он рече, не, ја ќе дојдам кај вас дома и ќе се молам со вашиот пастор и со другиот пастор од Америка. И кога дојдова кај нас дома, ја ги кажав на жената и они влегава во соба, се молева, помазава, со Светиот Дух исто така, и Господ исцели. Значи, туморот го снема. Од тој момент. Од тој момент туморот више не постоеше. Кога отидовме на доктор во болница, тумор нема. Докторите се почудива, што е работало. И ние тогаш им кажавме дека ние веруваме во Господ, дека нашиот Господ е жив, нашиот Господ, што побараме него, он ни дава се. Исцелува. И се вративме дома. Значи имавме многу искушенија. Едното дете во болница, другото дете во болница. Помалото дете треба сабајлето да го носиме на операција и ние лежиме со мојата жена и мојата жена плаче. Сабајле треба на операција да идем. Со Љупчо, тоа помалото дете. И ја лежам, амо ни спијам, ни така кроз ни буде, ни спијам, не можам да го објаснам. Ми искача така како сека голема и ми вика, сега не можам да се сетам на кој стих, ми беше, ама го знам што ми кажа после жената кога отвори. Вика, отвори го тој стих и да го прочитате, И ја будам жената, пошто она заспана. Викам, Радице, викам, разбуди се. И она вика, што сакаш бе сега? Викам, земи ја Библијата. Бе, каква Библија, вика сега? Вика, треба да се одморам, сабајле сме во болница, треба детето да се опериса. Абе, викам, стани и дај ми ја Библијата. Добро, вика, ајде ќе стане. Викам, отвори го тој стих и пишуваше во тој стих, каде ви е верата. И ние тогаш сабајлето на пасторот, он дојде со нас во болница и му кажавме и се молевме. Значи тогаш бевме и се исколевале малку со детето. А и пред тоа нашата роднина ни вика, вика, отидовте од оваа црква, отидовте од друга црква, види што ви се дешава. Секогаш идете во болници, све проблеми. Но они не знаева дека Господ е жив и дека за него заслужуваме да го славиме цел живот, пошто он умре за нас на крстот и воскресна. И нашата должност е цел живот да му служиме на него. Слава Господе, Слава на Бог. ние што се Амин. попознавме со братот, да биде Амин. благословен и братот и цела негова Амин. фамилија и телевизиската станица Македонија за слава Твоја, Амин. да се прослави Твоето име во цела Македонија, да биде ослободена за Твоја слава, за Твоја чест, во името Амин. на Исус. Амин. Амин. Слава ти, Доволно? Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Јас сум Синиша Келевиќ, служам во Евангелско-конгрешанска црква Светиелик и сега, фала му на Бога, сакам да дадам едно сведок што прави Господ за мене. Уште малку бев, родителите ме оставија, и татко и мајка ми, но Господ не ме остави, тој ме водеше. Кога бев малце пораснат и бев повозрасен, и сам не се осеќав сам, бидејќи Господ повторно ме водеше. Кога се оженив, бев сега со жена и со деца, јако во тешки проблеми, Господ се грижи. Тој не води, тој не чува, тој не заштитува и мојата надеж е во него. И сите проблеми што се дешава, едино само тој може да ги реши. Јас му предадов моите проблеми, моето здравје, моите финансии, све во неговите татковски раце. Зашто едино он може тоа да реши. Тој е близко, тој е присутен до нас. И тој вика само, повикај ме, и тој ќе дојде. Тој ќе може да ги реши. Затоа, повикувајте го, благословувајте го, радувајте се со него во најтешки ситуации. Тој е голем.
Тој е семоќен, тој ќе ви помогне. И затоа уште еднашка апелирам, отворете, тој сам ве бара, но вие бидите отворени срца да го примите. Слава му и фала му во името нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Sono la